Денеска продолжува судењето за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски во Основниот кривичен суд Скопје со сведочење на обвинетиот Љупчо Палевски на вкрстени прашања од обвинителството и одбраната на останатите обвинети. Палевски е последниот сведок кој треба да сведочи откако претходно покрај сведоците на обвинителството беше сослушан таткото Александар Ѓорчевски, како и останатите обвинети. Судењето го следи Михајло Видимлиски. Повели Михајло, што беше кажано на денешното рочиште? Така е, Тања, со задоцнување на околу 40 на минути денешното рочиште започна за убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо одговара на вкрстени прашања на јавното обвинителство. Обвинителката Жаклина Крстевска Јосифовска во стартот започна со прашања кои што се однесуваат на претходните пресуди кои што ги имал Љупчо Палевски. Како што рече, во период од околу 20 години имал многу пресуди, од тоа заклучи Крстевска дека укажува на тоа сето дека Палевски има проблем со почитување на законите, односно противправните действија, очигледно се својствени за Љупчо Палевски Палчо, како што кажа обвинителката Крстевска. Меѓутоа, Палевски одговори на тоа. Точно е дека има повеќе пресуди, голем дел од нив рече биле и условни пресуди, но и рече дека сепак не станува збор за пресуди кои што се однесуваат на кривични дела поврзани со насилства и грабнување. Каде понатаму ќе води вкрстеното испрашување на обвинителката Крстевска, останува да видиме какви се прашања ќе му постави на Љупчо Палевски Палчо. Евентуално под завршувањето на вкрстените прашања на обвинителството се очекува и адвокатите или останатите обвинети. За сега е неизвестно дали тие вкрстено ќе пристапат кон испрашување на првообвинетиот Љупчо Палевски Палчо. Секако извештај за тоа како тече денешното рочиште и во вестите во 15. Студио. Ти благодарам, Михајло.